Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Светот се наоѓа во една од најголемите безбедносни кризи во 21. век. По нападите врз Иран, конфликтот се прошири низ Блискиот Исток. Додека во Украина војната продолжува и ја дели меѓународната заедница. Употребата на војна сила повторно е во фокусот, но дали таа е решение или продлабочување на проблемот? Дали дипломатијата ја губи битката со силата и може ли овие паралелни ескалации да добијат пошироки глобални последици? Дали 21 век ќе стане ера на постојани конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери што ќе донесат мир? Тоа се денешните прашања на црвена линија упатени до сите вас, почитувани. Добре дојдени сте за активно учество во црвена линија и верувам дека секој еден од вас во ова издание ќе земе учество со вртење на нашиот добро познат број 023070005. Кога веќе сме кај прашањата, да подсетиме дека црвена линија стандардно има анкети кои што ги објавува на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори. Заследете црвена линија и Телма телевизија на Инстаграм и што поскоро отворите го Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали ни треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти. Јас верувам ќе можеме да покажеме, еве како ви изгледа тоа таму. Секако како солуција имате два одговори, да и не. Кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор. Значи, дали не треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти. Резултатите од оваа денешна анкета која што спроведена во текот на целиот ден од страна на црвена линија ќе бидат соопштени кон крајот на црвена линија и секако објавени на Инстаграм стори. На самиот почеток да го погледнеме и прилогот на Никола Илиевски, а потоа веднаш почнуваме со вас. Три дена откако Соединетите Американски држави и Израел заеднички го нападна Иран, убивајќи го врховниот лидер на Исламската република Али Хаменеи и други високо рангирани воени и политички лидери, но и над 150 девојчиња во едно основно училиште, конфликтот продолжува да се шири се повеќе и надвор од границите на Иран. Екстремно десничарската влада на Нетањаху жестоко ги бомбардирала јужните предградија на Бејрут, упориште на проиранската милитантна група Хезболах, убивајќи најмалку 31 лице. Израел тврди дека нападот е реакција на истреланите проектили кон територијата на еврејската држава и се закани со нови напади. Иранскиот одговор на американско-израелските напади беше брз и кон различни правци и цели, напаѓајќи ги речиси сите своји соседни држави и американски сојузници во заливот, кои генерално важат за безбедни дестинации за луксузен туризам и економски инвестиции. Бројни инциденти со материјална штета, но и човечки жртви се регистрирани во Обединетите арапски емирати, Ирак, Јордан, Катар, Бахрейн, Кувајт и Саудиска Арабија. Официјален Техеран порачува дека не сака војна со своите соседи, но не може да дозволи нивната територија и американските бази кои се наоѓаат во овие држави да бидат користени за напади против Иран. اما یه نکته هست، ما از قبل هم گفته بودیم، به کشورهای منطقه هم گفته بودیم ما قصد تعرض به شما نداریم، اما وقتی که از پایگاه‌های کشور شما علیه ما استفاده میشه و امریکا با همین عده و عده‌ای که در منطقه فراهم کرده علیه ما داره عملیات میکنه، اگر این بار عملیات بکنه آمریکا، ما تمام پایگاه‌ها و امکاناتش در منطقه میزنه. Иранската државна новинска агенција објави и заканувачко пропагандно видео во кое се снимени редици дронови и проектили во подземни тунели како илустрација на подготвеноста на Иран да се брани себе си. Регистрирани се и првите инциденти на така наречен пријателски оган, откако 3 американски борбени авиони биле наводно погрешно идентификувани како непријателски летала и соборени од противвоздушната одбрана на Кувајт. Пилотите успеале да ги евакуираат леталата, но американската војска соопшти дека истрагата треба да утврди како се случил инцидентот. Во војниот одговор на Иран регистрирани се и првите американски жртви. Тројца американски војници биле убиени, а 5 мина се потешко повредени во нападот на воена база во Кувајт. Американскиот претседател Доналд Трамп, чиј подем кај републиканците почна советувањето дека нема повеќе да дозволи американски војници да гинат во така наречените вечни војни на Блискиот Исток,
Сега ја предупредува јавноста да се подготви и за нови жртви. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. По катастрофалните искуства во Ирак и Авганистан, американската јавност се помалку ги поддржува воените интервенции за промена на режимите во странските држави. Почитувани, сега е време да ве вклучиме. Вас подсетувам за учество во Црвена линија. Треба да се заврти нашиот број 02-307-0005. Ве замолувам, како и во секое едно издание на Црвена линија, кога станува збор за контактни емисии, секогаш задолжително да се намалува тонот на телевизорот. Бидејќи од кога ќе ве превземат од режија, ако не го сторите тоа, навистина оние 90 секунди ќе се потрошат во однос на проверката дали се слушаме, ќе мислите дека некој друг зборува наместо вас или воопшто нема да имате увид дека веќе ве очекуваме, сте вклучени во живо, а сепак нема да имате таков печаток и неретко се исклучувате во тој случај. Така да ете, тоа е она што ве замолувам, намалување на тонот на телевизорот и не користење на интерфон и спикерфон. Нашата комуникација стрикно да се одвива преку телефонска слушалка. И пред да почнеме со првите вклучувања, напомена дека оние на кои што тоа им е полесно, односно да споделат одговори, ставови, може да го направат тоа и на социјалните медиуми. Тоа значи дека ви треба Facebook, профилот на Црвена линија и Телма телевизија, објавена е темата и на двата профила. Пристигнати се веќе поголем број коментари, така да имајте во предвид дека и овие одговори се вклучуваат во рамки на едно издание на Црвена линија, односно коментарите ги читаме меѓу вклучување гледачи. Да почнеме со гледачите. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Сега ако вие сте на линија, повелете, ве слушаме. Струмица, се јавив кога емисијата почна. Така, поздрав до струмичани. Како вовет, дека биде само, почна да се сомневам дека мојот број е блокиран, не може да се вклучам во она интересна квиз забава која правите. Јави се на Телма, чинам вие ја водите. Заврти на Телма. Добро, еден сум од добитниците, ама изгледа не е тоа. Речи си ми се повторува коинциденција. Јас се јавувам малку пред време и добивам на линија и еве режија ме вклучува Господине, програма. многу сакаме да ги слушаме вашите одговори на ова прашање. Дали ви се чини дека 21 век ќе биде ера на конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери да донесат мир? Дали се слушаме? Вака. Пред известно време бе прашан директно од некоја инстанца какви се моите видувања за тоа што ќе се случи на Блискиот Исток. Јас реков, мојот одговор беше дека нема да имат доволно на лудост западните држави, тоа е Соединетите американски држави, меѓутоа негде претходно бе прашан дали има поголема мудала од Трамп, испадна дека ја реков нема, па сум погодил првиот пат. Да, 21 век до толку не можем да видам, меѓутоа овој конфликт кој сега, да, ќе го дрмни светот, тоа дефинитивно, веќе реакциите ги имаме. Меѓутоа, покрај изјавите на официјален политички Израел, дека не сака војна со соседите, па ја доби војната со соседите и мислам дека политички ќе биде збришан од картата на светот, тоа што некои пророштва го имат кажано, тоа се однесува на народот Израел, а не државата Израел, политичка форма е тоа. После овој конфликт, чинам дека да, арапскиот свет ќе се вклучи во таа војна. Тоа е мојата прогноза. Дали тоа ќе трае до 21 век, така вие го формулирате прашањето, нема тоа да биде, тоа ќе биде Дали ќе биде ера на конфликти? Очекувате ли ескалација? Дали очекувате ескалација дека ќе се случува во... Не, овој конфликт кој сега... Благодарам многу за споделеното со гледачите. Всушност еве уште една напомена, 90 секунди се предвидени за
едно вклучување. Ќе му се заблагодарам неизмерно на господинот, бидејќи со него и ја отвараме оваа црвена линија, но и ќе го потсетам дека секогаш во текот на трајање на истата може да се јави повторно, да се надополни и доискаже секако на темата за која што зборуваме, почитувани денес со вас. А еве и што конкретно ве прашуваме, дали 21 век ќе биде ера на постојани конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери кои ќе донесат мир? Дали дипломатијата ја губи битката со силата и може ли овие паралелни ескалации да добијат пошироки и глобални последици? Добар ден. Здраво. Здраво, ве слушаме. Намалете го само тонот на телевизор. Се е ставено под контрола. Во ред, повелете. Види, до 21 век, некаде таму 2093 година нешто викаа дека ќе имало тепање. Па ја викам да бидеме живи и здрави до тогаш, па баш да бидеме сведоци на тоа јако тепање што ќе биде. Нели све е тоа склопот на 21 век. Иначе, во моментов вака ова реалност сега што ја доживуваме, можам само да кажам дека све додека Америка е хегемон по планетава, секогаш ќе има немири. Затоа што Америка како Америка не сака, и ако има своји ресурси домашни, не сака да се ги троши, него по можност да троши туѓи ресурси. Си печатат парички таму нивните штампари што се за пари и ги пуштаат по светот во облик на кредити преку Светска банка и ММФ. И после измичарски држави како нашава и слични на неа, јарумба ќе прават за да им ги враќаат кредитите со тоа што ќе мораат да прават производ. Тоа е Америка. Америка нема никој да се смери, дури не изеде ќотек како што треба. И да видите како све тука светски мир ќе има. Имаше еден филм со еден Чарли Шин глумец, викаше, тој беше многу комичен филм и реалноста беше покажана во филмот. Гледајте го и ќе видите. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. Секако останете со Тилма и проследете го ова денешно издание на Црвена линија, во кое што продолжуваме почитувани со вас. Еве, на следното вклучување ќе го поставиме секако и денешното анкетно прашање, кое што секој ден од вас може да го одговори и ако не следи на Инстаграм, поточно со кликање на Инстаграм стори. Добар ден! Ден, Тинче. Еве, до вас анкетното прашање. Дали ни треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти? Вака да ти кажем, Тинче, ставно ве слушам, Телма, прекрасни сте. Дали 21 век постојам, ја мислим дека више доста не од овие, нели, како да кажем. Сакам да се појават мудри лидери да донесат мир, зашто стварно све што слушам од Тинче не е убаво. Малце нека се освестат овие што го водат оваа наша златна Македонија и више да живнемо малце и да осетиме од мир, а тие конфликтите што мислим на 21 век, дај Боже да престанат, више е редно да ти кажем, Тинче. Не знам, више овој човек толку давате убави, прекрасни мислим теми, човекот ме рак да ве слуша и така сама си седим и си мислим, дај Боже више да се појават стварно некои мудри, некои што стварно да мислат за Македонија, доста са ни више пари, а знаеш што зборат овој Тинче, да не се радуеш ни на пари, ни на коли, ни на ништо, само да се радуеш да бидеш среќан и да живееш у мир и да биде се убаво, тој ќе ни биде најголема награда за нас македонците. Биди ми жива и здрава и продолжите со вие. Поздрав, Тинче. Благодарам многу секако и за учеството и за одговорите кои што ги споделивте со гледачите. Продолжуваме со вас понатаму, ве посетувам, бидете активни на Facebook, пристигаат коментари, наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите како одговори. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Најнапред да одговорам на прашањето дали ни треба нова светска организација. Јас мислам дека и да се направи нова светска организација, дека нема многу да помогни, освен доколку не се одлучат големите земји, како што се Кина, Индија и моćни Бразил, Индонезија и уште ред други, како и Русија, да навистина се застане. Значи, може би Иран
има ваков или онаков режим, може би, не знам, ова или она држава, но не е Америка најповиканата да става ред секаде и секому, па дори тоа да без малку ќе дојдеме во ситуација Америка да ни каже што тебе сутре да појадам, а што да вечерам. Апсолутно тоа не го поддржувам. Како милитарист, како човек како личност која воопшто не ја сака војната. Но факт е едно, дека Америка очигледно има огромен недостаток на ресурси и прави и ги нарушува земјите и ги напаѓа земјите кои се многу богати, кои имаат многу ресурси и тоа не е ништо случајно. Но се додека овие големите молчат, а веројатно молчат затоа што и самите имаат апетити и нерешени прашања, светот побудале. Дефинитивно е потребен. Благодарно за вашите одговори и секако напомена, почитувани сите ви, особено кои што за прв пат верувам ќе се вклучите во Црвена линија, ќе ви имаме и како такви. Имајте на ум дека временското ограничување за едно вклучување изнесува 90 секунди. Од тука и тајмерот го објавуваме на екраните. Горе-долу да имате координација во однос на тоа додека тече вашето телефонско вклучување. Продолжуваме со вас, така да на гледачката ќе се заблагодарам и секако ќе ја потсетам, може повторно да го заврти нашиот број за нови дополнителни 90 секунди. До сега првично ги слушнавме размислувањата, одговорите, да продолжиме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да. Дали вие прашувате дали ќе се јави некоја држава што ќе Не, дали не треба нова светска и според вас организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти? Па ево, ние се појавивме како први сношти, кажа дека ќе среди работата Гордана, нашата председателка. Ќе ги искарат и ќе упред работава. Дали ме разбирате? И ве слушаме. Дали 21 век ќе стане ера на постојни конфликти, како ви се чини, или ќе се појават доволно мудри лидери што ќе донесат мир? Мео, мудри лидер се појави сноши председателка наша, кажа дека ќе среди работа, само да не чепкаат нас, ништо друго. Ви се чини ли дека ваквите паралелни ескалации може да добијат пошироки глобални последици? Па треба да добијат пошироки. Добро, би образложили или тоа е се? Тоа е се. Добро. Кусино, доволно јасни благодарности вам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Ви подсетувам дека нашите теми ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија, се разбира на Facebook, и секако објавата е идентична како она што можете да ја видите и на профилот на Црвена линија на Facebook. Еве еден коментар, ова е на профилот на Телма телевизија, од тука и ќе почнеме со одговорите на социјалните медиуми. Љупчо Македонски Јовески напишал: мудрите лидери се минато во овој век и доаѓаат се полуди и полуди лидери, за жал. Ајде да ве слушнеме останатите во живо, пишувајте коментари, бидете активни, секако ќе продолжиме и со читање на коментарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Добро, ја ве слушам. Вака, значи, дали прво вова, значи, не верувам дека ќе дојдат мудри политичари. Затоа што во моментов нема, може би после 10-20 на години, од кој ќе се расчисти све, да дојдат големи војни, може би ќе се појават. Во моментов ги нема. А сега, дали 21 век ќе биде врв на постојани конфликти, мислам дека да. И сега долг е 21 век, така да не знам до кога, меѓутоа оди натака работата во моментов. И ќе се шири се повеќе и повеќе. Дали ни треба можеби нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти? Не, затоа што светски организации такви постојат, а во моментов е невозможно да се формира нова. Единствена таква работа е каде што бидат заедно Америка, Кина и Америка, зашто има и некаква идеја таква. Ама потребно е многу време за тоа да се случи. Тие 3 или 4 земји со Индија, Бразил, не знам, заедно, да се спојат, за да се створи таква организација која што ќе може нешто да контролира. Во моментов
гледаме дека кој со кого сака, кога сака и како сака се тепа и војува. Благодарам за учеството и одговорите во Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Почитувани, дали дипломатијата губи битката со силата и може ли овие паралелни ескалации да добијат пошироки глобални последици? Добар ден. Повелете да Вака сега. Јас мојот одговор е она што Хитлер не го заврши, новите лидери треба да го завршат и да стават крај на ваквите би ги нарекол не дипломати, волци во овча кожа, начело со еден старец, така наречен Трамп, сапелариус на човечковито битие. Бидејќи тие се тие први што започнаа војната, тие се тие што го убија на Иран председателот за да земат нафтата и сега ќе глумат светски мировници. Дали Трамп, дали тој, како се викаше на Израел, председателот, Хитлер што не ја заврши работата, новата генерација треба да ја заврши и да ги изгори тие израелци. Благодарам. Јас секако вака ќе поменам една исклучително важна работа. Значи, етиката на Црвена линија никогаш не се менува во однос на изразувањето и говорот кој што се употребува во излагањето и давањето на вашите одговори. Јас ве замолувам, без разлика на тоа колку сте гневни, изиритирани, неретко се случува нели да имаме тема која што навистина е еден вид искушение за да одолееме и да не бидеме секако погрдни во изразувањето. Но етиката е таа. Ве молам, за да не се вклучува од сега натака Црвената линија и да биде прекинато вашето јавување. Потрудете се секако да избегнувате говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, погрдни зборови, пцоsti и вулгарности. Тоа се, а верувам дека е возможно. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Јас сум во Црвена линија. Да, повелете, ве слушаме внимателно. Вака, Тинче, има мудри лидери кои не сакат да војува, но има мудри луѓе кои сакат да војуват за две работи. Нека слушне јавност и да го забележиш тоа многу добро. Се работи само за купување со пари, личности од понежниот пол и да уживаат, а другите да ги отфрлат и да ги убиваат. Извинете вака, јавност, јас реков, многу пати сум се јавувал во многу програми. Зборував за многу добри дела кои треба човештвото да ги прави. Секаде бе отфрлан. Се извинувам на целата јавност. Овие што зборуваат околу нас и што ни прават лоши работи, тие се тука. Нема ги на друго место. Значи, околу нас се. Јас се предавам и ќе дојдам со отисок, ќе ја дадам мојата и лева и десна рака да видат дека јас ја кажувам вистината. А другите што ја кажуваат неискреноста. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Ќе ви се заблагодарам за споделеното со гледачите и веднаш ќе ве префрлам на Facebook, поточно на профилот на Црвена линија. На прашањето дали 21 век ќе биде ера на конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери да донесат мир, еве што напиша Тихи Дон. Човек на човека е волк. Обединетите нации одамна ја изгубија смислата на постоењето, индустријата за оружје сака мир, колку што фармакоиндустријата сака здраве луѓе. Никој нормален човек со здрав разум не сака војни. Војната носи многу страдање. Не учиме од историјата. Дипломатијата изгуби битката против милитантите. Ако набрзо не се смири ситуацијата, ќе ескалира насекаде и може да се употреби оружје за масовно уништување. Благодарам, Тихи Дон. Пишувајте почитувани коментари, секако и тоа е простор на кој што можете да дадете одговор на денешните прашања на Црвена линија. Продолжуваме со вклучување на живо. Добар ден.
Добар ден, Тина. Игор, еве ви се чини ли дека во 21 век сушност ќе биде ера на конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери да донесат мир? Па, на ова прашање би одговорил вака. Што ако планетата Земја најди лек, некој лек, свето најди лек, нема да има војни. А мене, Тина, куќата ми беше одземена од брат ми и ми вели вака сега, живеј ти во стан, а јас во куќата, во мир. И вечно, така ќе живееме. Живеј ти во стан, а јас во куќата. И му викам, брату мој, не можам појде во станот, му викам, сакам во куќата и не ме пушта. Толку, фала, пријатно. Добро, благодарам за одговорите на нашите прашања и секако за се она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Подсетувам, темата денес е следна. Светот се наоѓа во една од најголемите безбедносни кризи во 21 век, но нападите врз Иран, конфликтот, се прошири и низ Блискиот исток, додека во Украина војната се уште продолжува и ја дели меѓународната заедница. Употребата на воена сила повторно е секако во фокусот, но дали таа е решение или продлабочување на проблемот? Ви се чини ли дека 21 век ќе биде ера на конфликт или ќе се појават доволно мудри лидери да донесат мир? Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почити до вас. Повелете, ве слушаме. Многу незгодно прашање во незгодно време. Дали 21 век? Ја викам вака сега. Све додека таа нација од 250 милиона американците гласа старци како Трамп, како Бајден, нема да има мир. Зашто? Затоа што сум рекол многу пати, Америка е зло на човечанството. Спомнавте Обединените нации и други да има. Па не дозволува, како викаше лани која беше, јас ако треба ќе излезам од Обединетите нации. Јас што ќе кажам, така ќе биде мој правила ќе биде. Тешко на тие малите држави, ова ќе трае многу долго. Тешко на нас македонците, на Македонија и на посиромашните. Зашто? Затоа што со конфликтот ќе потре бајаги. Иран нема туку така да се помири да ги остави неказнити Америка. Ние ќе страдаме Македонија кога нафтата ќе се покачи, кога цените ќе се покачат, а ние со платите ќе кубуриме вака. Затоа викам тешко прашање, одговор никој не може да даде. Али све додека Америка ги гласа тие стари вампири, Бајден и Трамп, нема да оди човечанството напред. Тие се Америка зло на човечанството. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени, но секако останете со Тилма и проследете Црвена линија до крај. Почитувани, секако и нешто што секако ќе ви укажам со оглед на тоа што од час во час, од ден во ден, постојано има нови информации, особено околу американско-израелската војна против Иран која што се разгорува, но секако ве подсетувам не само за случувањата во моментот во светот, туку и во регионот и дома. Редовно кликајте и на telma.com.mk се со цел да бидете брзо, ефикасно и квалитетно информирани. Да ве слушнаме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Па 21 век почна многу лошо. Како прво почна со Африка, кај што истата таа Америка разруши се живо. И сето тоа ради нафта, ради енергенци, ради ништо друго. Многу расипа животот на луѓето кои што живеат, како тако, добар живот, има се, а сега немат ништо. Сега се сиромаси, како што беа некогаш. Бивши колонии. Истото сега се случува со Иран. Иран исто така. Имаше внатрешни работи, имаше. Тој Али Хамнеи на вистина беше малце диктаторски постапуваше, меѓутоа шуето што интересира Америка, што се случува во Иран. Иначе, ако
баш беше нешто критично, каде се Обединетите нации. Што улога имат тие? И зошто воопшто постојат? Цел свет ги плаќат нив, а тие не мрдат со прст. Ви се чини ли дека ни треба нова светска организација? Ме слушате? Иран се брани нормално и сега напаѓа секаде околу него. Секаде кај што му. Така, добро, благодарам за вклучувањето. Сакавме да слушнеме сега од вас дали ни треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти, а ова прашање важи и за гледачот и за секој ден од вас, секако можете да го одговорите бидејќи е анкетно на Инстаграм. За следете Црвена линија Телма телевизија уште во овој момент. Се уште во тек е анкетата, така да ева сега да видиме и во на живо каков одговор ќе добиеме. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали ни треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти? Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Извинете, одмah го намалувам, готово. За да се слушнеме, нема да се слушнеме. Готово. Мислам дека не треба нова светска организација. Првпат инаку се јавувам кај вас и во другите телевизии. Така, драго ми е, верувам не и последен пат. Може би пак ќе стевам, но навистина оваа тема е малку интересна. Не е интересна, току е од светски карактер, мислам дека е за сите нас не да е интересна, току може би повлекува и други работи. Ви се чини дека 21 век ќе биде ера на нови конфликти или ќе се најдат мудри лидери да донесат мир? Може би, ако како Трамп се избираат лидери, верувам дека ќе има и понатака, или како Путин. Тие се два малку контраверзни ликови и сигурно ќе има и понатака, додека и ние, или, ајде да не ги редам сите диктатори така во светот, сигурно ќе има и конфликти и други несакани работи. Така, благодарам многу за тоа што еве драго ни е првпат се вклучивте во Црвена линија и како што ви укажа, верувам дека нема да биде и последен пат, но продолжете и понатаму да не следите. Еве што напиша Симон Марија Јакимовски на прашањето дали 21 век ќе биде ера на конфликти или ќе се појават доволно мудри лидери да донесат мир. Ако постојат мудри лидери, треба да нема приоритет на интереси, мито, корупција и да има непристрасност, а тоа во овој свет не е возможно. Така што во вакви услови на живот конфликтите само ќе се наголемуваат. Благодарност до Симон Марија Јакимовски. Продолжете, пишувајте одговори секако и на Facebook, бидејќи и нив ги читаме, потсетувам, во рамки на вклучувањето на гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака, дали 2001 година, кога се најави еден човек од Македонија дека ќе има конфликти, зошто го спречија да зборува? Знаете ли ти не? Не знаете. Епа, ти не знаеш и јас ништо не знам, ама знам што ќе се случува и понатаму. Знам дека овие луѓе не сакат да застанат. Зошто? Прво говорна бариера, друга е верска бариера и трето е алчноста. Толку имам да кажам и пријатно. Тие ме знаат што ме знаат. Благодарност за тоа што се вклучивте, може би покуси од 90 секунди, но јасни за гледачите, верувам. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Добро, за да не ме слушате како повторувам, добар ден, во меѓувреме додека да го слушаме гласот од другата страна, да подсетиме дека од вас денеска сакаме да ги слушаме вашите ставови во однос на тоа дали дипломатијата според вас ја губи битката со силата и може ли овие паралелни ескалации да добијат можеби пошироки глобални последици? Ви се чини ли дека ни треба и нова можеби светска организација која ќе може да ги спречи ваквите лидери? Добар ден. Дали се слушаме, имаме ли некој на линија? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме внимателно. Па на прашањето дали би се појавиле доволно мудри лидери да донесат мир, па би сакала да се појават, меѓутоа да бидат жени, бидејќи ниту една жена не би дозволила овакви грозоморни, да кажам, работи што се случуваат. Мажите ќе ги вклучиме како консултанти, меѓутоа да лидери да бидат жени. Мислам дека ако дојде до тоа, нема ниту една војна можда да се случи. Не можда, туку сигурно. Ајве, во однос на употребата на војната сила во моментот ви се чини ли дека ќе следуваат поголеми ескалации или конечно ќе се дојде до некакво решение каде што ќе настапи мир? Па ја стварно посакувам да дојде до мир. А како ќе се одвиваат работите, стварно не можам да одговорам, не знам. Па дали ни треба и нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти? Па во моментот мислам дека постојат организации, меѓутоа зошто не реагираат, ништо не знам. А да се појави, ќе се повторам, да, меѓутоа да бидат само жени. И мислам дека ќе биде мир во светот. Така, благодарам многу за споделеното. Сега ако продолжите да не гледате, почитувани, одиме со реклами, дојде нивното време, но останете до крај бидејќи ќе следуваат и резултатите од анкетата. Ајде сега да погледнеме како одговорија на денешната анкета на црвена линија, оние кои што не следат на Инстаграм. Да следете не и учествувате во утрешната. На денешното прашање дали ни треба нова светска организација која ќе може да ги спречи ваквите конфликти, со да одговорија 73%, со не 27%. Почитувани, останува да ви се заблагодарам за учеството и секако за креирањето на оваа црвена линија. Не заборавајте да се информирате секојдневно на telma.com.mk. Утре се гледаме во нашиот стандарден термин со нова тема и нова дискусија. Имајте убаво попладне. Довидување.